Добре дојавте назад во студиото на Утрински печат. Јас сум Боријан Бојчев, а денеска ќе разговараме на тема која во Македонија за жал се уште не е толку развиена. Тоа е е-спортот и е-спортот кај младите. Македонија имаше прилика да представува земјата на една многу битна трка со познати Формула 1 возачи, како и автомобилисти, како што е Макс Верстапен и Грожан. Двајца млади македонци имаа прилика токму во ова надпреварување да не само да представуваат Македонија, туку и да го освојат првото место на оваа трка. Тие двајца се дел од R8G eSports, тимот кој беше предводен токму од Грожан. Денеска со мене во студиото се Тимотеј Андоновски и Ерхан Јајовски, кои малце ќе ни раскажат повеќе за како тие всушност влегле во овие води на е-спортот и како тие го добиле првото место и како Македонија може да развие пазарот на е-спортот. Добре дојдовте во студиото Тимотеј и Ерхан. Ева најпрво да започнеме со Тимотеј. Вие значи ја возевте познатата трка за оние што знаат, кои се фанови на автомобилизмот, познатата трка во Франција Ле Ман. Таа е 24 часовна трка и како всушност влеговте во најпрво да ни објасните како најпрво влеговте во водите на ова виртуелно возење на автомобили и трки? Конкретно јас влегов со тоа што на повеќе наврати во минатото имаше отворени надпреварувања каде што секој може што ја има играта. Значи само тоа е потребно, но да се има играта, да се и квалификува во одредени шампионати. Преку и квалификација во тие шампионати, вие доколку сте доволно добро и пласирани, можете да бидете промовирани во некои понапредни. Како што идев нагоре, повеќе тимови ме има исконтактирано за некаде крај на 2021 да ме повикаат од R8G. Ерхан веќе беше таму возач повеќе години. Јас имав и приклучено. Првата и сезона немавме шанса да се докажеме до и тој степен, пошто не бевме спремни како и тим, зборам конкретно за мојата кола. Но во втората и сезона што почна лани во септември, а заврши заклучно со Ле Ман, имавме, значи, со многу поголем ефект почна припреми, многу и посериозно, што на крај донесе кон многу подобар резултат. А како всушност излеговте во контакт со Грожан и со неговиот тим? Како тие ви сконтактираа вас на баш вие да бидете, дали тоа било нека поголема листа на конкуренти или како и дали Грожан директно ви сконтактира вас или дел од неговиот тим? Дали тоа како и Грожан си има свој менаџери кои што го водат тимот. Тие значи за мене конкретно тие мене ме исконтактираа. Дали сакам да и возам во шампионатот? Тоа беше едно и многу јасно да. Нормално. Значи немав некои си и двоумења. Не се пропушта така прилика. Да. Значи ова е еден од најголемите шампионати во сим рейсинг светот. И кога ќе ти се пружи таква и прилика, не ми беше гајле дали кој и што и како битно ми беше за да и возам. Тимот се покажа доволно сериозен за да верува во мене и во останатите околу мене. Да ни даа шанса уште една и сезона и тоа на крај се испостави дека добра одлука направила. Многу добра одлука на крај. Ерхан, за тебе едно прашање, вака да почнеме со тебе разговорот. Како ми кажа Тимотеј претходно дека ти претходно си влезен во водите на овој е-спорт. Па за тебе прашање, како успеа ти како македонец од Ресен да се прославиш на сцена и да изграиш име и за на крајот оваа голема титула баш да ви припадне на вашиот тим?
Па, како за почеток, уште во 2018 година, за мене се ова беше, го сметав како хоби. И си го работев, би рекол, од љубов. И си возевме заедно ние со Мгм. бевме како тимски, како другарски тим. И еден ден бевме исконтактирани по страна на ново формиран клуб. Тогаш се викаше AAA. Мгм. И така би рекол започна мојот професионален Да, ајде малку повеќе околу всушност што е овој сим рейсинг, колку е всушност сличен во возењето на автомобил во реалноста и колку е всушност слично со трката во реалноста, пример на формула или во вистинскиот Леман што се одржува. Па околу реалноста би рекол дека 90% од работите се доловени од во споредба со реалноста, дека имав и прилика и во реално да возам на две надпреварувања на кои што сум учествувал во Америка и во Англија, и би рекол се доста блиски, само што ги немаш тие чувства на телото, силите не ги чувствуваш, иначе чувството на возење мислам дека доста слично. Тимотеј, 24 часа не се шала ни за во автомобил, ни за да седиш дома на столче. Како всушност беше, како траеше тој процес на возење на 24 часа на таа трка Леман? Многу едноставно, значи ние веќе со и готов план, значи имавме за наша среќа од тимот наредно прекрасни инженери, што до последна секунда ни израчуна колку ќе ни трае едно возење и само нас ни беше дадено, окей, од овој час до овој час ти возиш, од тоа до тоа што вози, Леман се вози со четворица возачи. Имавме план каде што пример Скот што беше истациониран во Америка, он да ги вози нашите вечерни часови, пошто за него е временските зони, да. Да. Тоа е доброто со и сим возењето, кај што секој си е во и својата комфортна зона. Да. Со оглед на тоа, четворица возачи кои ќе се поделат да извозат 24 часа не е толку тешко, но и припремите пред самиот настан се мислам дека преголеми. Значи збориме 50 до и 60 часа минимум припреми каде што каде што гледаме секој можно сценарио да го видиме, тестираме и провериме дали е добро за нас. Да, како што прочитав, вие возевте всушност автомобил на Ферари. Да. Сега малце да ја објасниме на јавноста како оди еден круг, да бидеме попрости, еден круг во виртуелен Леман во споредба со вистинскиот Леман. Дали постојат пит стопови како што ги знаеме, дали како се одвиваат тие ако постојат, чисто да ги внесеме јавноста што е ова, како се однесува виртуелно возење на Леман. Виртуелното возење на Леман е буквално имитација на реалноста. Се разбира, лимитирани сме од софтвер, не може да биде никогаш 100% реално, но играта во која ние возевме во моментов највеќе пружа можности за да се репродуцира реалноста. Значи збориме од различна температура, различен ветер, дожд, сето тоа. Питстоповите се исто како во реалноста, значи на одредена лента на стазата, да. На самата стаза се вози со лимитирана брзина, си застанувате,
дали ќе одберете целосен сервис или само гориво, тоа е дел од стратегијата, значи различни тимови се со своја и стратегија, тука доаѓа тоа колку сте вие спремни. Кога ќе се заврши тоа, за разлика од реалноста, ова е фиксирано време, Да. пошто не ќе да има варијабили каде што на некој од X причини има 10 секунди плюс писто, како што има во реалноста кај што се исклучуваат грешки. Да. Во виртуелното возење се става многу поголем акцент врз самото возење. Да. Ерхан, сега кога гледаме во реалноста, дали Леман, дали било која трка, често се случуваат судари меѓу автомобилите, меѓу возилата. Дали се случува и ова и во овој виртуелен свет и како се регулира тоа, дали можеме ние физички да ги погледнеме тие штети што ги нанесуваат сударите или како се одвива тоа со автомобилите? Значи, истите правила кои важат во реалниот свет, важат и во светот на симулациите, така да кога ќе дојде во врска со сударите и визуелната штета на колите, од софтвер до софтвер варира и не може да се симулира 100% исто како да изгледа како на вистинскиот свет, ама штетата ја осеќате и нормално се стремите да ги одбегнувате автомобилите и оградата околу стазата. Бидејќи вие бевте дел од тимот на Грозжан, кој испадна на крајот победник, на социјалните мрежи читав малку дека всушност дојде до еден судир меѓу Макс Ферстапен и Грозжан. Па Ерхан, ќе може ли малце повеќе да ни објасниш подетално што всушност се случи и зашто овие двајца врвни возачи на крајот се префрла такви, да не речам, погрдни зборови на социјалните мрежи? Па за време на трката дојде до неколку проблеми со серверот на кој што се поврзувавме, имаше неколку дисконекции од неколку тимови, во кои спаѓаше и тимот на Макс Верстапен. И тоа се деси околу утринските часови. Токму вие кога возевте или кога беше некадаше колеги? Точно јас кога возев. Всушност. И кога се дисконектираа тимовите, им на повеќето тимови им браќаа по круг или два, ама сепак губиш доста време дор се реконектираш на серверот, па почнеш да возиш и сите тие работи. И Макс Верстапен изгуби доста време. Да, и дали тие негови критики се всушност точни, реални или тој само, како што велат англичаните, bitter loser, sore loser? Дали се издржани тие негови тврдења? Мислам дека донекаде го оправдувам неговото однесување, ама мислам дека беше преоштр со реакциите. Па да, тие негови реакции на Твитер така беа, јас баш ги читав и беа доста интересни, многу и медиуми странски што се занимаваат со испорт, баш го пренесоа тоа, тие превирања меѓу нив двајца. Малце да се осврнеме на еспортот во глобално ниво. Гледаме дека во последните неколку години, посебно во ковид пандемијата, кога луѓето сите беа затворени во нивните домови, поготово младите луѓе, се осврнаа кон гејмањето, кон геймингот, што е веќе познато уште од раните 2000-ти години. Дали таа љубов кон геймингот всушност тебе Тимотеј те натера да се фокусираш баш, или пак љубовта кон автомобилите беше главна причина поради која се одлучи баш за овој спорт? Мене ми се 100% љубовта кон автомобилите. Гейминг, да, во и слободно време знам да си упалам некоја игра, но возењето за мене е пасија, а поради тоа што сме од таква земја како што е,
не економски не толку добра. Да. И автомобилизмот секој ден во се полоша и состојба од што бил вчера. Доаѓаме во момент каде што ова е единствениот начин да можеш да си оствариш некој сон. Дефинитивно. И плюс да е тој платен. Овакво, како што напоменавме претходно, многу од младите кои обожаваат да геймаат, народски кажано, често нивните родители им велат, па нема пари во тоа, земи нешто учи, нешто прави со... Но еве, младиве наоѓаат начини како да и финансиски да се одржуваат од тој аспект и да представат и својата земја и себе си да се кренат на едно ниво што во минатото можеби не било возможно. Како според тебе, како ја гледаш испорт состојбата во Македонија? Имавме светски прваци во Counter Strike, имавме член во Dota тимот кој беше исто така првак. Има ли надеж за еспортот во Македонија? Видете, еспортот е многу брутален, поради тоа што многу малце луѓе успеваат да се и пробијат. Во многу во и многу жанрови најбитно е да имате една тастатура, еден маус и доволно добар компјутер за да се упали играта. Реалноста е дека многу голем број од надежните таленти не успеваат да искористат шанса кај што ова ќе им биде и нивна работа. Конкретно за имене, јас се уште ми ова како part-time. Го работам со многу помалце сати во испоредба со Ерхан. Со тоа што ја го гледам се уште повеќе како и хоби и исполнување. Ерхан има успеано повеќе да се и пробие, он е во состојба каде што тимот му дозволува да си каде што Но е full time, full time работа. Да си биде и full time каде што он е и вклучен во повеќе возења. Реалноста е повеќе во и други спортови, и други е-спортови каде што да успеете, шансите се и многу мали и ја ги разбирам сите и родители кога на 15-16 години нивното дете ќе им рече батали едукација, батали се, одам на гейминг индустријата, и гейминг. Јас имам покасно почнато каде што сум бил повозрасен, почнав на некои мои 23-4 години, кај што веќе бев самостоен, финансиски способен и немав такви обструкции. Кога си на 15 годишен, ако си 15 годишен, ако си 15 годишен и зависен од своите и родители, јас потполно и ги разбирам. Но од друга страна мислам дека менталитетот мора полека да се менува, дека многу повеќе извори на финансии постојат на овој свет, не е се администрација или некои си работи што биле и достапни порано. Значи IT светот овозможува многу патеки, некои што ја не ги знам. Така што според мене треба да им се даде шанса, доколку тие аверуваат во и себе, но сите што се и вклучени во тој процес мора да се и свесни дека може ова да не успее. Да не успее, дефинитивно. Што е следно за вас? Кога е вашата следна трка, кога може да очекуваме повторно некој ваков добар резултат? Ќе го препуштам ова на Ерхан, пошто он сега скоро води на едно многу добро надпреварување. Ајде Ерхан да ни раскажеш баш за ова, што е следно? Следно за нас е еден доста интересен проект, шампионат би рекол, кој што ќе се случува во доста скора иднина, за околу 2-3 недели. Првата рунда ќе е во Полска, во Катовице, на истиот настан на кој што ќе се одржува турнир на Counter Strike, кој што е светски реномиран и е организиран од најдобрата еспорт организација ESL. Така да мислам дека ова ќе е едно од најголемите сим рейсинг шампионати што се одржале. Дали ова исто поврзано со тимот на Грожани или ова е нешто сосема ново
сосема друг тим или ова истиот тој поддржан од грожани од неговиот тим? Так. Не, ова е тимски шампионат ке. Мгм. Има ке се вклучени и најдобрите 12 тима по сим рейсинг, а исто ќе има и спорт тимови од кои што не биле досега не учествувале досега на сим рейсинг надпреварување, туку се доста познати и спорт тимови од другите еспорт игри. Јасно. Тимотеј, дали пред едно возење го знаете однапред автомобилот со кој ќе возите, дали вие го бирате, дали имате некаков контакт или всушност едноставно нема никаква врска тоа со возењето, дали возилото однапред знаете кој модел е, како ќе биде или тоа оставате на вашиот тим? Еросмг е во таква позиција каде што нема склучен договор со ниту еден произведувач. Значи има тимови што имаат што се официјални партнери со Ферари, BMW, Мерцедес и тие се приврзани кон тоа. Ние го одбравме Ферарито пошто верувавме дека со карактеристиките на таа кола можеме да ги искористиме добрите страни и можеме да се исправиме со полошите страни на таа кола, пошто во нашата категорија имаше избор од 5 автомобили, сите различни, сите со свои добри и лоши и страни. Доброто е што Еросмг немаше никаков таков договор со ниту еден тим и правото на избор беше оставено 100% врз нас, возачите. Што јас сум многу благодарен за тоа, пошто кога сте лимитиран со избор не е така едноставно. Да, дефинитивно и тоа е многу битно, тоа сигурно и со возачите во реалниот свет е така. Ви благодарам многу за денешното присуство, гостување. Се надевам дека војнина македонците и македонската јавност ќе знае многу повеќе и за сим рейсингот и за еспортот во глобалност. Така што мило ми е што еве вака ние даваме шанса и надеж за млади, талентирани момци кои на различни начини се пронаоѓаат во светот на или сим рейсингот или во еспортот. Тука ќе одјавам мојата емисија и се враќаме назад по рекламите.